Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта. Кај малите деца често се јавува болка во увото. Зошто е тоа така? Зошто кај децата со затнато носе обично се јавува овој проблем? Дали секоја болка во увото значи воспаление на средното уво? Како се препознава болката во увото кај малите деца кои што не знаат да кажат што ги боли? Неопходна ли е антибиотска терапија? Денеска на оваа тема ќе разговараме со доктор Веселинка Митровска-Јосифова, оториноларинголог од Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле. Останете на телма бидејќи следува навистина корисно издание. Во денешната телма амбуланта разговараме со доктор Веселинка Митровска-Јосифова, оториноларинголог. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на телма. Добро ве најдов, добар ден и на вас и добар ден на сите гледачи пред малите екрани. Денеска ќе зборуваме за еден проблем кој што е исклучително болен. Вела дека е едно од најсилните болки болката во увото. Така ли е? Точно е тоа, точно е така, како што е болката во увото и болката во забот. Ништо друго не боли. Тука се крајните завршетоци на нервите, кои што се многу близко до центарот за болка и болката е стварно неиздржлива. Кога детето има воспаление на увото, односно кога се жали на болка во увото, дали тоа со сигурно значи воспаление на средното уво? Не е секогаш така. Може да бидат многу причини кои што ќе доведат до болка на увото, како што е например травма на увото. Најчесто мајките кога ги чистат ушињата, па може да се повреди надворешниот ушен канал или самото тапанче да се повреди. Кога имаме поголема количина на ушна маста, церумен што се вика во надворешниот ушен канал, па поготово после бањање, обично кога ќе набабри од водата, може да врши притисок и да има болка. Може да има забоболка која што дава рефлексна болка нели на увото, проблеми со виличниот зглоб, како наречен темпоромандибуларен зглоб. Кај повозрасните може и вкочањето на вратот, на рамењата, мускулатурата, мијалгии, значи тригеминална неуралгија, можат многу работи да доведат до болка во увото. А зошто кога детето има затното носе, обично се жали на болка во увото? И тоа обично е карактеристично за бебињата или за малите деца? Тоа е така затоа што кога е затнато носето или кога има секрет во носето, било кој, значи, која причина да е, дали ќе биде воспалителен процес, дали ќе биде некој алергиски ринит, зголемен трет крајник, доаѓа до нарушувањето на така наречената Евстахиева туба, односно каналот кој што го поврзува средното уво со горниот спрат на ждрелото и не може да се извршува својата функција, бидејќи не доаѓа до продор на воздухот кој што нормално треба да го изедначиме, нели, воздухот, притисокот во средното уво и надворешната средина, автоматски доаѓа до затварање на таа Евстахиева туба и по извесен период вовлекување, ретракција на тапанчето, која што може да даде непријатност, нелагодност, а доколку постои подолго време некој таков проблем, се создаваат и поволни услови. Нормално течноста што се создава во средното уво, секретот е подлога на убава за бактериска вирусна инфекција и може да настане еден воспалителен процес кој што веќе стварно се манифестира со јака болка кај децата. Тука можеме да ги видиме оние фотографии кои што се однесуваат на инфекциите на увото и положбата на Евстахиевата туба, која што всушност се наоѓа во овој дел некаде, ако не се лажам, Еве, тука се гледа особено кај малите деца. Зашто се и почести овие воспаленија на уши? Затоа што оваа Евстахиева туба е по-косо поставена, по-хоризонтално, поставена и е многу по-кратка. И затоа продорот на бактериите, на микроорганизмите е многу полесен да продре и побрзо ќе продре до средното уво и ќе настане еден воспалителен процес. Дали секогаш започува со проблемот со запушување на Евстахиевата туба или не мора да значи? Би требало во 90% да биде проблем тоа, затоа што функцијата своја чим не ја извршува, значи дека се како што кажав, по извесен период целиот воздух што се наоѓа во средното уво се ресорбира, доаѓа до вовлекување на тапанчето, намалување на слухот, создавање на поголема количина на секрет и многу често не мора да значи дека ќе настане воспалителен процес. Тука малце е подискутабилно, може да настане и еден секреторен отит кој што е наречен, што значи еден стерилен излив позади интактно
тапанче, односно Значи, не мора да нормално има тапанче. бактерии или- Не мора да биде и тој период ќе си трае подолго време, се собира поголема количина, значи на тој стерилен излив натре во увото. И обично родителите и не го приметуваат, доколку настане една супер инфекција бактериска, тогаш се јавува болката, но приметуваат дека детето послабо им слуша. И тогаш се јавуваат на преглед кај оториноларинголог. Значи слаб е слухот? Слабе. Тоа може да биде траен проблем Не, или е не транзиторен? мора да е траен проблем. Значи, обично се започува третманот со конзервативен третман се започува, но доколку после извесен период подолг, обично до 6 месеци, третираме, зависно од причината која што довела до запушување на евстахиевата туба. Дали ќе биде алергиски ринит кој што доведува до оток на слузницата па проблем со евстахиевата туба, дали ќе биде зголемен трет крајник или инфекции, тогаш ако не се третира, тогаш ќе настанат поголеми проблеми кои што ќе ги третираме, значи алергиски ринит со соодветна терапија, третиот крајник. Ако подолго време не успееме на тој начин да го решиме проблемот, тогаш се пристапува кон хируршки третман, доколку е, например, третиот крајник причина, или пак се прави, хирурзите тоа го прават парацентеза, односно засекување на тапанчето со ставање на цевчиња, така наречени громет шепард цевчиња, кои што го вентилираат увото, се дренира увото и се носат 6 месеци, година, дена, обично сами паѓаат, доколку сами не паднат, тогаш одат кај операторот кој што извршил операцијата за да се екстрахира, односно да се отстрани цевчето. Но понекогаш кај децата родителите забележуваат и во домот дека нешто ќе потече од увото. Па обично родителите тука се плашат, тоа може да биде обично церумен. Значи ќе кажат нешто кафеавкасто жолто излезе и треба да се направи преглед. Значи ако е церумен, тогаш веќе пристапуваме кон чистење на церуменот, односно испирање на церуменот, но може да се јави и друг исцедок, не мора да е само церуменот, доколку постои воденикаст, може да е причина воспаление на надворешниот ушен канал, обично ке тие деца кои што посетуваат базени или посегодишните одмори, може да настане па инфекција на фоликулите на самите влакненца во надворешниот ушен канал, па да се создаде еден фоликул кој што веќе е загноено, значи постои бактериска инфекција, може да прсне, па да има и излив, може да има и сукрвица доколку настане и траума на тапанчето или на надворешниот ушен канал. Значи комбинации има повеќе. Доколку се работи за воспаление на надворешен ушен канал, ве споменавте некогаш децата одат на базен, се бањаат во изерска вода, морска вода, понекогаш и при капењето во домашни услови може да им влезе вода па да се жалат на некаква болка. Како ја чувствуваат? На кој дел од увото се чувствува? Вака сега кога дома се капат, нели водата не е загадена, не е толку долго време, тоа е краток период кога се капат и обично тогаш се јавува болка доколку постои церумен во ушниот канал кој што од водата ќе набаври и ќе направи притисок на каналот или на тапанчето и може да се јави болка, ослабен слух, како тапост во увото, зуење во ушето да се јави. Но кај пливачите, кои што обично тоа ни се случува во летниот период, децата знаат да имаат воспаление на надворешниот ушен канал, кога се бањат и во загадени реки, во езера или мориња, доаѓа до задршка на водата, недоволно испразнување на водата, кое што ги прави поволни условите за размножување на бактериите, тој најчесто се псевдомонас ерuginosa или стафилококус ауреус и тогаш веќе имаме симптоми поизразени, кога ќе настане страшни болки се тоа. Оток настанува на надворешниот ушен канал. Можеме да видиме анатомијата на увото како изгледа, за да биде појасно во кој дел на... Значи надворешниот ушен канал кај што пишува е зацрвенет, едематозен, отечен, значи се јавува страшна болка, чешање во увото и таа болка се потенцира особено при џвакање или при потегнување на ушката кон горе и наназад. Тоа е карактеристично. Значи овој каналов што е до тапанчето, може таму да се јави воспаление. И сега обично велат да притиснеме на рскавицата тука куото, за да тестираме дали се работи вика, за дека кога ќе се притисне трагусот, значи и антитрагусот велат дека е тогаш воспаление на средното уво. Тогаш веќе станува збор за воспаление на средното уво, додека кај воспаление на надворешниот ушен канал карактеристично е потегнување на ушката нагоре и наназад, бидејќи го поместуваме каналот и тогаш е страшна болка.
Значи доколку се јави болка тука на ушната не на ушната школка, кога ќе потегнеме. Ако ќе потегнеме. Како за роден ден, нели, кога ќе потегнеме и тогаш срепуваат децата и е страшна болката. Се лекува, предпоставам, со локален антибиотик? Се обично сувото да биде суво и се даваат обично комбинација на капки локално во увото, кои што содржат антибиотик и кортико, и да биде суво. Што значи не смеат да пливаат? Не, апсолутно, во тој период треба да биде суво увото. И заради отокот ставаме обично и газички, натопени штрајфни, така ги викаме, натопени во ациди борици, кои што го намалуваат отокот на каналот, за да може да попушти и болката. Доколку е повторувачки проблемот? Обично препорачуваме превенција кај тие деца, кои што, например, еве посетуваат базени, се ставаат тампони во уши, специјални, значи тампони помагаат, но во поново време, во еве неколку години наназад, веќе има измислено и спречиња, кои што пред да влезат во базенот, прскаат во увцето, затоа што содржат... Какви спречиња се тие? Сега не можем, нели, да не ги рекламирам. Дали се масни? Значи, не се масни, едноставно содржат материи, 3 состојки се, кои што не дозволуваат да навлезе водата внатре. Добра. Пантексолот да ја обнови слузницата и третото средство кое што ја менува pH средината за да не овозможи размножување на бактерии и микроорганизми во надворешниот ушен канал. Значи и за тоа постои решение. Да, постои решение. Споминавте дека болката во увото кај децата може да биде и резултат на траума. Родителите понекогаш им ги чистат ушињата со стапчиња за уши. Да, тоа е многу често и стално се... Значи, воопшто не треба да ги користиме тие стапчиња за уши или не треба пред лабоко да се чистат ушите? Не, воопшто не треба. Најдобро е. Тоа е, значи, природата не створила такви. Едноставно, тоа е една заштита на надворешниот ушен канал. За да секоја прашинка, микроорганизмите кои ќе навлезат, он ги задржи. Доколку премногу се лачи, тогаш веќе имаме пациенти кои што доаѓаат и 2 пати и 3 пати годишно за да го исчистиме каналот и да биде чист. Но со самото чистење со стапчињата, делки извадиме до делки побутнеме и тоа све така си се таложи. И тогаш може да се јави, особено како што рековме, после бањање, да се набабри и да се јави болка. Но и за тоа има решение, нели ќе дојдат повторно кај нас и ќе го средиме проблемот. Но децата понекогаш знаат и да стават некои туги тела, предметчиња во увото. Децата се многу љубопитни. Вие ни донесовте, тука има цел спектар на предмети што сте ги извадили од точно. Ова е само дел од колекцијата што ја имаме. Знаат да стават монистра. Тоа е дел од играчка. Дел од играчка. Ова е селотейп. Селотейп. Еве може, не знам што ќе може камерата да евидентира. Тоа е сунгерче, монистра. Еве монистрата, еве. Имаме во различни бои комбинации. Така, со цело ланче да направите имате. Да направиме и инсекче една бубачка. Аха, влегла и бубачка во увото. Тоа е веќе страшно. Страшен проблем и ке возрастните и ке децата, затоа што инсектот кој ќе влезе внатре не знае кај се наоѓа и не може да излезе, нели? Самото зуење е многу непријатно или ако удира во тапанчето е страшна болка. И значи создави болка. Да, кога удира на тапанчето создави болка. И како се вади тогаш инсектот? Со испирање, значи со испирање со млака вода на температура нели на телото, со испирање и го отстрануваме. А овие предметчиња како сте ги извадиле? Овие се веќе со инструменти. Со инструменти? Значи има посебни инструменти со кои што или е хартман, зависно тоа како треба да го фатиме, нели имаме кирети кои што успеваме да ги екстрахираме. Еве, сега не знам дали камерата може да евидентира, ова е селотейп како што рековте. Да. Ова е дел од некоја играчка. Еве ги монистрите. И обично на какви симптоми се жалат децата? Веднаш се јавува некаква болка? Како родителите да знаат дека нешто бутнале децата во увото? Многу често е случаен наод. Еве селотейпот е веќе изобличен, тој е случаен наод. Ни се случило тоа и во нос да го извадиме и да едноставно нон-стоп има гнојав секрет од носот, да речеме, нон-стоп ставаат капки, пробуваат да го издуваат носот, што доста и ризично. Ова за среќа тоа и што го извадивме не било вдишено. Не било мало, инаку можело да се вдиши па да отиде и во долното дишно стебло, односно во белите дробови, па тогаш нарете нели бронхоскопија да се реализира, што се изведува исто во нашата установа. Но
Кога дојде кај нас со самиот преглед, видовме дека нешто светка, нели? И се посомневавме, успеавме, го извадивме и веќе детето се смирија сите симптоми. Дадовме локално деконгестив, дадовме антибиотски капки во носот и се стабилизира. Може да направат овие предмети некаква компликација со слухот, со увото? Може да направат, затоа што еве например конкретно монистрата, таа е голема и да, ова навистина голема монистра, како успеала да влезе во ушниот канал, да. И самото дете си кажам веќе за тоа дека и затоа и дојдоа на преглед за да се извади. Среќа беше во истиот ден извадено, во истиот ден. Тешко се вадат предмети кои што се поголеми? Па тешко се вадат. Мене мислима случајно и знаете, оние за на испит деца кога ги користаат бубици, како ги викаат да им се заглавиле, нели со магнет пробуваат после испит да ги извадат, но ете не успеале, па дојдоа кај нас и тоа го извадивме. Значи има секакви ситуации во моментот, некогаш се хитни, некогаш се ако се заглави, не дај Боже, ако не може да се извади, тогаш оди го препраќаме на ушна клиника каде што се прави и хирургија, да, и хируршко отстранување на страното тело. Откако ќе се отстрани страното тело, потребна е некаква терапија? Зависи колку време траело, значи доколку имаме инфекција, да, ќе дадеме соодветна терапија, но ако нема инфекција, оставаме така. Нема потреба. Значи може да нема инфекција доколку се детектира на време проблемот? Од страното, да. Зошто кај некои дечиња се случува при секое затнување на носето да се јави болка во увцето, кај други пак тоа да не се случи никогаш? Па видете, има деца кои што се значи ризична група, да кажеме. Деца кои што тоа се обично децата помеѓу 3 месеци и 3 години, кога тука се развива имунолошкиот систем, нели? Имунолошкиот одговор треба да се озре. Имаат послаб имунитет и инфекцијата многу полесно се шири. Децата исто така посетуваат многу градинки, нели? Во градинка колектив еден голем кај што децата многу често се разболуваат од носето. Како што рековме, и тубата е пократка, полесно инфекцијата се пренесува. Потоа деца се исто така склони кои што во фамилијата имаме пушачи. Затоа што и тоа делува за полесно, ризик фактор за полесна инфекција на ушите, или доколку родителите како деца има и наследен ген кој што доведува, ако и родителот имал проблеми, па и детето да има проблеми почесто со ушињата. Се случува болката во уво да се јави доцна навечер. Обично тога се случува детето да се разбуди од сон, сите болки нели се јавуваат обично навечер. Или додека сме некаде отидени на патување, на одмор и слично. Дали е ова ургентен проблем? Треба ли веднаш да го земеме детето и да отидеме на дежурен лекар, доколку навечер се јави болката? Не е потребно веднаш и одма, дека состојбата може да почека. Знаете, има случаи каде не мора да станува збор нели за воспалителен процес. Имаме ке бебиња кои што имаат така наречен гер, односно рефлукс од желудникот, да, и кога се во хоризонтална положба, доколку не подригнало или често блјуцка повраќа, знае да се случи тоа тогаш повратеното блјуцнатото да помине преку евстахиевата туба и нормално киселината од желудникот да предизвика една таква состојба каде што ќе дојде до еден врисок на детето, плач на детето. И обично препорачуваме ноќно време не, затоа што и отитите се случуваат и зимски период, нели. Траума е за детето каде е возбудено, вознемирено, нели, плаче, да излезе надвор сега и на студот, па да дојде, па бел мантилко ќе види уште толку, нели. Обично препорачуваме да се исчисти убаво носето, да се стават капки во носето, обично деконгестив кој што ќе го намали отокот, да се даде аналгетик, обично бруфен, парацетамол, зависно од детето што нели му одговара, и да причекаат да видиме како ќе биде состојбата, дали ќе се смири. Ако се смири, тогаш може некоја причина друга, може па да бидат и не значи дека само увото може да предизвика плач и дека треба веднаш да поидеме на лекар. Може грчеви да има детето, може гладно, било што. А како да препознаеме ке мало дете што не знае да каже што го боли, болка во увото? Многу карактеристична слика имаат дечињата, малите кои што не зборуваат, затоа што прво плачот е многу болен, второ ги фаќаат ушињата.
Едноставно даваат некој знак дека нешто се случува со ушињата. Знаат главчето да го зафрлат назад, вознемиреност, цуцлата ја одбиваат, подојот го одбиваат, затоа што со повлекување се создава вакуум кој што дополнително прави болка на увото. И ако мајката тој податок не го каже, ние сме веќе 90% сигурни дека станува збор за еден воспалителен процес на средното уво. А доколку не е тоа причина, ако например детето си цица, си јаде, може да се случи само да е затнато носето, па да има катар на тубата, па детето да ги осеќа како затнати ушињата едноставно, па му смета, ги трља. И нормално треба да се направи преглед за да установиме нели дали да сме сигурни дали станува. Обично така кога се вознемирени децата, не само се зацрвенуваат, нели? Се зацрвенува и тапанчето и може да ни даде и погрешна слика дека станува збор за воспаление на средно уво. И обично почекуваме во такви случаи 2 до 3 дена ќе направиме лабораторија нели нормално за да видиме дали станува. Ако маркерите на инфламација се мирни, оставаме 2 до 3 дена да поминат, затоа што може да е обична вирусна инфекција која што не мора да се третира со антибиотик. Но доколку симптомите продолжат, веќе дојдат на контрола, обично се кажуваме нели да дојдат на контрола за 2 до 3 дена. Ако видиме дека состојбата се влошува, дека наодот е влошен, дека имаме покачување на леукоцитите со неутрофилија, покачано ЦРП, тогаш веќе преминуваме кон антибиотска терапија. Да, обавезно. Обавезно затоа што увото е многу блиско тука до главата и многу лесно може инфекцијата да се прошири. Така. Да. Може да се случи например и болката најнаш да се смири дома и да дојдат родителите да кажат престана болката, но има нешто во увото. Тоа значи дека тапанчето перфорирало, односно се дупнало тапанчето. И доколку настане тоа, веќе болката од притисокот нормално се намалува и веќе болката исчезнува. Нема притисок, нема што да притиска на тапанчето на нервните завршетоци и тогаш се третира исто така со тоалета на уво, со капки локално антибиотски, се даваат и перос обавезно антибиотик, деконгестив во носот обавезно, за да се стабилизира и обично 5-тиот, 7-тиот ден доаѓаат на контрола. Терапијата ја тереме обично со пеницилински препарат, започнуваме затоа што најсоодветен ни е тој за горно-респираторните инфекции, или ако има нормално ако има исцедок ќе земеме и бриз на микробиологија за 2 дена го добиваме резултатот, ако има потреба ќе го смениме и антибиотикот. Да проговориме малку и за чистењето на носета. Спомнавте веќе неколку пати дека веднаш треба да се исчисти носето доколку се јави болка. Тоа е најбитното нешто. Сега многу е тоа тешко се направи кај дете што не знае да дувне. Многу. Или пак кај бебе. Ние сега издвоивме тука едно видео, кое што еве искоментирате го дали ова го препорачувате на интернет. Ако станува збор за шприц, да. Одма ќе кажам дека не се согласувам. Еве можеме да го погледнеме видеото, во едната ноздра се става физиолошки раствор, ако не се лажам, од другата страна тоа истекува. Вие не се согласувате со овој пристап? Јас не се согласувам со тоа, затоа што за да се направи такво нешто, треба посебна позиција на главчето да биде. Знаат многу пати родителите да дојдат и да кажат го боли ува, мамо, во време ќе кажат ние со шприц пред 2 дена го чистевме носето. Кога ќе немаме контрола на притисокот, немаме соодветен правец и ние всушност можеме со тој притисок и тој физиолошки раствор секретот да го вметнеме баш во средното уво. А во средното уво, значи може да се направи преку Евстахиевата туба и да отиде во средното уво да се случи. А доколку биде поставена главата како што треба? Тоа е веќе кај поголемите деца, а кај поголеми, но ова најчесто се применува кај бебиња. Веруете дека не се согласувам со ова. Најдобро е си има соодветни спреови солени кои што се ставаат во носот, кои што го разводенува секретот. Па со аспираторче на времето, нели, пумпица беше, ќе се затне едното носе, ќе се извлече, ќе се аспирира секретот и ќе биде... Може ли на ваков начин и да се внесе некоја бактерија? Може, да, затоа што шприцот нели го фаќаме со раце, не верувам, не е ни стерилен, пластика и не може да стерилизираат сигурно дома родителите и може да се направи дополнителна инфекција. Така, значи ова не го препорачувате, ова да не го практикуваме. Знаете што препорачуваме? Има Аквамарис една инка, многу интересна како аладинова лампа. И таја на интернет, еве и тоа да го погледнете,
Најчесто ја користат спортисти и јогисти за да имаат чист нос, затоа што они дишат на нос, нели, кога ги изведуваат вежбите, но таму има посебен начин на поставување ки возраста на главата. Треба да се наведне главата па да се сврти, па да се стави, за да излезе од другата страна. Детето во секој момент може да мрдне. Така. Во секој момент можеме и да го повредиме и може на погрешно место да отиде и физиолошкиот и секретот. Значи физиолошки раствор, оној што е хипертоничен, хипотоничен, изотоничен, како? Хипертоничен обично даваме кога имаме многу густ. Аха, кога е леплив. Леплив, зелен, значи бактериски, го гледаме дека е нели жолто, зелен, густ, не може да го издувате, тогаш веќе го даваме тој. И тој го повлекува секретот, го вади? Не го повлекува, тој го прави да не е толку густ. Потечен. Потечен, го разводенува секретот, да може полесно да се одлепи кога ќе дувне детето. Има во поново време и веќе инхалации даваме со вискофлу, кој што ги раскинува тие врски цврсти, ацетилцистеин содржи во него и ги раскинува тие врски за да може полесно да се издува секретот. Да. А останатите, која е разликата? Изотоничен, хипотоничен? Изотоничен, тој е за секојдневна хигиена на носот. Јас стално викам, како што ги миеме зъбите, така треба да се прави хигиена на носот и обично препорачувам, ако не повеќе, бар 2 пати во денот, пред училиште, после училиште, затоа што ако имаме исправна тоалета на нос, правилно ќе функционира и носот. Све што е задржано во него, све ќе се исчисти. Така. А све почнува од носот. Ако тука почне инфекцијата, па ќе се прошири дали на синуси, дали на ово, дали ќе се спушти инфекцијата надоле, затоа и кажувам дека вако тоалетата на носот е многу важна работа. А што е со капките за нос кои што прават вазоконстрикција? Смеат ли мали деца тоа да ги обично над да се година применуваат кај дена? мали Се деца? применуваат, но над година дена, никако под година дена. Обично таму препорачуваме спирање на носото со физиолошки или со изотоничен раствор и аспирација на носото. А над година дена веќе ги препорачуваме, но не да се претерува. Што тоа значи? Тоа значи обично 3 до 4 пати во годината во континуитет. Во годината? Да. Но децата се болни по цели месеци. Но не мора да значи дека секогаш се болни и дека треба деконгестив да се стави. Деконгестивот, ако се злоупотребува, прави обратен ефект. Се уништуваат влакненцата кои што имаат функцијата нели да ги задржат сите микроорганизми, прашинката, да го елиминираат секретот наназад што го голтаме, се суши, настанува атрофија на слузницата. Нема потреба од тоа и прави зависност, да ви кажем. Има тоа многу сакам да ја пријатели. прашам. Дури ке деца создава зависност? Па поголемките деца знаат и самите, кога ќе дојдат да си кажат, јас без тоа не можам да дишам. И едноставно навика. Не секогаш е тоа лекот. Може да станува збор, например, за алергиски ринит. Зашто да го третираме со деконгестив? Значи, треба да се направат комплетни испитувања зашто е затнато или зашто често толку се затнува носот. Доколку е причина алергија, треба да ја третираме алергијата и автоматски нема да имаме затнат нос. Нели? Ке дишеме слободно на носот. Ако е во причина затнат нос, назален говор, отворена уста, може да се посумневаме на трет крајник, ке деца имаме деца со лимфатична конституција, кај кои што едноставно третиот крајник дали ќе биде причина алергијата, дали честите инфекции ќе се зголеми, најдобро е тогаш ако не можеме да го истретираме конзервативно, да се отстрани, да се направи аденидектомија. Така. Да. Споменавте дека во одредени ситуации антибиотикот е неопходен и дека претпоставам во тој случај треба навремено да се даде. А што е со ние природни средства што родителите знаат да ги применат додека детето го боли уво, знаат да капнат неколку капки, да. Или лукче. Да. Понекогаш дури цело лукче внатре ставаат. Скоро ми се случи едно детенце кое дојде со болка во уво и кога го прегледував, просто се запрепастив, нешто зелено внатре. И прашувам, викам, што е работата на мајката? Бабата му толчеше, вика, алоe вера, капките ги ставаше внатре, еве 2 дена. И чувар куќа, ако не се лажам, става тоа истото? Тоа е за алоe вера или чувар куќа. Тоа е тоа. И моравме да го испереме увцето, да си дадеме соодветни капки за тоа, нели антибиотик, бидејќи беа покачани маркери на инфламација, леукоцити и температура веќе ке детето се јави, си го третиравме после тоа како што треба. Лукчето знае да се заглави внатре.
па да прави притисок, сме вадели лукчиња, ама ке возрастни пријатели, нели, ке ни се јават, ако сме во детска установа, треба да ускокнеме, нели, некогаш, па знаеме и тоа да го извадиме затоа што ќе се заглави во каналот и не може да излезе. Мора да дојдат кај нас да го извадат. Нема да помогне тоа многу. Или затоплен маслинов зејтин неколку капки? Тоа од старо време било. Обично сега за вакви акутни состојби кога стварно прејака е болката, постојат капки, така наречени ОТЛХ, кои што се локален анестетик и кои го препорачуваме кај родителите да ја смират болката со неколку пати во денот, слободно по 3-4 капки ќе стават и болката се смирува. Да. Значи тоа е нешто што може да се примени. Може да се примени и тоа е локален бебе, анестетик, што е да, тоа? Да, локален анестетик. Тоа може и ке малите деца, и ке бебиња, значи, и ке возрастни, ке било кого. Нема никакви нуспојави. Нема нуспојави? Нема. Исто така има некакви ограничувања колку пати во годината би можело да се употребува? Не, за тоа нема ограничување. Доколку има болка и воспалителен процес, нормално дека ќе се даде и тоа. А споминавте дека со растењето се поместува всушност и положбата на евстахиевата туба. Да. Што значи кај оние деца кои што постојано се јавуваат болки во увото при секоја вирусна инфекција, до кога родителите би можеле, односно од која возраст родителите би можеле да очекуваат дека проблемот ќе исчезне? Па видете, не, мора да е некоја друга причина. Не, ке ни веќе не таа евстахиева туба проблем, кој ке поголемите деца, нели веќе тоа е похоризонтално поставена. Нема враќање на храна ке тие деца, знаат да го издуваат носот. Тука треба да се бара, значи некоја друг причинител. Обично ке тие деца кажав јас дека знае да биде проблем или алергискиот ринит или третиот крајник зголемен да се јави. Не дека веќе имунитетот им е нив созрани, немаат толку често проблеми како што имаат помалите деца. Обично викаат 80% од децата доживуваат барем една епизода на воспаление на средно уво помеѓу 3 месеци и 3 години. Тука е. После тоа како се надминува созреве имунолошкиот систем, нели, не се толку често изложени на бактериски инфекции. Во училиште се повозрасни, нели, веќе нема така блискост, играчки во уста, нати, дајми. Не се веќе по-друго, ке поголемите дечиња. Едино, тоа што кажав дека доколку постои генетика, па веќе гледаме дека не, тогаш веќе рековме, или ќе се отстрани третиот крајник, ќе се стават цевчиња и ќе се реши проблем. А сложени ли се оториноларинголошките прегледи кај мали деца кои што имаат болка во уво, па не дозволуваат да ги допрете? Како сето тоа се изведува? Тоа се изведува обично родителот го држи детето, нели, му ги држи рачињата, а сестрата ми помага, нели, главчето да биде свртено за да можем, затоа што и отоскопот кога го ставаме може да се повреди, нели, ако нагло ја трне главата. И тогаш го правиме на тој начин прегледот. Колку често имате вакви мали пациенти со болка во увото во Институтот за белодробни заболувања кај деца? Овој период, на например, има доста. Има доста затоа што има и вирусни, и бактериски инфекции, се случува да се прошири инфекцијата, значи од горниот респираторен систем да премине веќе и на овцата. И обично за што се работи? Дали се тоа воспаление на средно уво во овој период од годината? Обично е воспаление на средно уво, не е на надворешниот ушен канал. Тука е веќе воспаление на средното уво. Така, кога е, претпоставам, малку и покомплицирана состојбата, кога може да биде покачена температурата и да оди во склоп на вирусна, белодробна инфекција и слично. Може. Има ли начин да се превенира овој проблем? Да речеме кај малите бебиња ги советувате ли мајките да дојат? Да, тоа обавезно, затоа што доењето е најјакиот имунитет кај детето. Значи така најдобро создрава имунитетот, затоа што преку доењето ги прима и антителата од мајката за многу болести, така да и помалку се разболуваат тие деца. Примаат и хранливи материи кои што се доволни за раст и развој на едно дете, како емотивно, така и за разни заболувања. Обавезно доењето. Секој педијатар, па и ние оториноларинголозите го препорачуваме доењето. Може ли ова да остави некакви последици, доколку често се јавуваат воспаленија на средното уво? Може ли детето во иднина да има некакви последици? Ако е воспаление, обично се лекува и тоа не е толку често. Проблем е тој секреторен отичов, ви кажав, со излив внатре. Многу пати него
откриваат родителите. Може да биде и случаен наод кога ќе го прегледаме да ги прашаме родителите дали пушта погласно телевизор, звукот, значи дали го пушта или на компјутер сега децата дека играат, дали некогаш кога му зборувате ве препрашува. Тука е поголем проблем, затоа што не го приметуваат, нема болки и подолг временски период стои. Ето, колку тоа не се третира, веќе може да настанат компликации. Може да се создадат адхезии внатре кои што ќе ги поврзат ковчињата и нема да може да се движат ковчињата правилно како што треба да се движат и тапанчето да се движи нормално на вибрациите на звукот. Може да се јави ретракционен джеб, така наречен на тапанчето. Може да се појави холестеатом, може да премине во еден хроничен отит со течење веќе на увото, кој што понатака ќе треба стварно хируршки да се третира. Познавам луѓе од мојата генерација кои што не слушаат на едното уво токму поради секреторен отит. Предпоставам дека сега времињата се поинакви, побрзо се реагира и сега се надминува оваа потешкотија. Мислам дека до сега бар во мојата пракса, еве колку време сум специјалист, само еден случај наот имам кај дете кое што открив холестеатом, а кај другите деца обично конзервативно завршуваме или пак, како што кажав, ги праќаме, нели, ке хирург кој што ќе го стави тоа вентилационо цевче, ќе го отстрани третиот крајник и после тоа немаат проблеми. Доколку дошло до пукање на тапанчето, обично за колку време ќе се регенерира или ќе се реши проблемот? Многу брзо, затоа што тоа прскање е многу мало. Друго е да е траума, да е поголем дел од тапанчето, и тогаш веќе ќе треба и пластика тука да се направи, а овде не. Тука не. Тука самото зараснува многу брзо. Доколку кај некој дете се јавуваат често болки во увото, колку често пак вие предлагате да се прават контролни прегледи? Значи, ако се јави болка, нормално дека ќе дојдат. А овие деца што се со секреторен отит, обично терапијата која ќе ја препишеме за 2 до 3 месеци си доаѓаат на контрол. И обично го решаваме успешно. Колку време се пие антибиотската терапија? Не, антибиотик тука не даваме. А не давате? Што тука давате? Не даваме антибиотик. Тука прво правиме и други испитувања. Значи, ако е во прашање алергијата, значи причинителот и тогаш се дава терапијата. Не одиме во никој случај со антибиотик, затоа што кажеме дека тоа е стерилен излив. Позади интактно тапанче. Тука нема болка, нема температура, нема воспаление. Така, ова е добро да се знае, бидејќи некои родители сметаат дека секоја болка во увото треба да се лекува со антибиотик и понекогаш не им е јасно зошто не добиваат таква терапија. Апсолутно не. Секоја болка не. Докторке, многу ви благодарам за вашето денешно гостување. Ви благодарам Ова е на вас. една тема која што е секојдневие за речиси сите родители со мали деца. Ми се чини дека не се случило некој родител да не отишол на оториноларинголог со своето дете поради болка во увото. Кажав 80% дека мора барем една епизода да има во текот на своето детство. Еве да знаат што треба да се преземе и што се може да биде причина и да внимаваат со малите предмети. Апсолутно. Увото и не толку страшно, но носот обавесно. Бидејќи може да се вдиша. Може да се вдиша и да заврши на многу полош начин. За бронхоскопијата ќе направиме едно цело издание. Се надевам дека ќе бидете наша гостинка. Со задоволство. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека денешните информации ќе бидат корисни за вас. Имате убав ден и се гледаме секој работен ден секако на телевизија Телма.